Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам веќе 8 година се раководи од вршителна должност директор, иако законски функцијата може да се врши само 6 месеци. Последниот директор се пензионирал на крајот на 2025 година, констатирал Државниот завод за ревизија во извештајот за 2024 година. Ревизорите исто така забележале дека во инспекторатот недостасува доволен број на инспектори, а како една од причините е наведено тоа што Министерството за финансии не давало согласно за нови вработувања, иако постои реална потреба. Уште покритична е состојбата во секторот за градежништво, каде инспекцијскиот надзор го извршувал само еден инспектор кој лани се стекнал со право на старосна пензија. Ревизијата предупредува дека со неговото повлекување инспекторатот ќе остане без ниту еден градежен инспектор. До моментот на вршење на ревизијата, функцијата директор ја обавуваат вршители на должност, назначени со решение од владата, и тоа за периоди подолги од 6 месеци, со што се создава ризик за ефективно раководење. Од извршените инспекцијски надзори, ревизијата утврди дека од систематизирани 19 работни места за инспектори во 2024 година, спроведувањето на инспекцијски надзор го вршат 5 инспектори, 3 во областа на градежништвото, од кој едно работно место, градежен инспектор, од август 2024 година е ставено во мирување и 2 во областа на урбанизмот. Во моментот на вршење на ревизијата, инспекцијскиот надзор во областа на градежништвото се спроведува од страна на еден инспектор, кој до крајот на 2025 година стекнува право на старосна пензија, со што Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам останува без градежни инспектори и без можност за спроведување на надзор во областа на градежништвото. Дополнително, ревизијата утврдила несоодветна организација на инспекцијскиот надзор во областа на урбанизмот, како и недоставување 6-месечни извештаи со податоци за постапување во представки и предлози од граѓани. Со увид во 17 предмети за извршен инспекцијски надзор од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, кај 6 предмети се утврдени неправилности кои се однесуваат на бесправно изградени објекти. До моментот на вршење на ревизијата, општините постапиле само по 4 предмети, а за еден предмет, поради непреземени мерки од страна на овластен градежен инспектор, истиот е доставен до МВР за понатамошно постапување. Покрај овие неправилности, ревизорите забележале и слабости во процесот на вршење попис на средства и нивни извори, како и недостатоци во процесот на пресметка и исплата на плати.